Калинан сепак е прв во се. Прв Rolls-Royce со 4x4 погон. Прв автомобил на Rolls-Royce кој воопшто може да се нарече спортско корисно возило. Прве и по она што го нуди кога е во прашање луксузот меѓу спортско корисните модели. Прв повеќе наменски или подобро кажано практичен Rolls-Royce колку што еден ваков автомобил може да биде. Прв модел е на британската марка што има фабрички вградена кука за влечење. Ако продолжиме, ќе кажеме уште доста работи во кои е прв и затоа и му придовме со потполно отворен ум, не оставајќи нималку простор да го споредуваме со било што. Сакавме на почеток да откриеме каде лежи душата на овој автомобил, па дури потоа да ги побараме сличностите и разликите. Штом ке се тргне, не може да не се забележи дека е како и секој друг Rolls-Royce. Возењето во него повеќе изгледа како да се лебди на волшебен килим по облаците. Моторот од 6,75 литри со 571 конска сила дава перформанси достојни за спортист. Колку и да е голем, Калинан со леснотија одговара на последователните промени на насоката на движење. Се додека сваќате дека оваа градосија од 5,3 метри мора да се вози така што во свиоците влегувате малку порано отколку што сетилата ви налагаат. Душата на секој Rolls-Royce сепак е во неговата кабина, а токму тоа што има облик на теренец на Калинан му го обезбедува враќањето на корените. Сите модерни автомобили се пониски и заради тоа е се потешко да се влезе во нив. Не е аристократски човек да се наведнува, а кога влегувате во Калинан, навистина можете да вшетате во него со подигната глава. Но за разлика од некои стари генерации на прочуените лимузини, се чини дека инженерите го немаат ставено возачот во втор план. Напротив, местото за управувачот е еднакво удобно и престижно како и оние назад. Сепак, најгласниот адут пред купувачите е најголемата можна тишина. Во кабината сте изолирани од се. Потполната тишина ја гарантираат преку 100 килограми материјал за звучна изолација. Стаклата на вратите се двојно подебели отколку на обичните автомобили, плюс имаат и фолија за звучна изолација на средината. Се додека патот не стане нерамен, не сте ни свесни по што возите. Калинан сепак нема одлутано од потполно луксузна форма. Како вистински теренец, тој има и своја практична страна. Се претпоставува и очекува дека многумина овој автомобил ќе го користат за задачи кои ниеден Rolls-Royce порано не можеше да ги прифати. Посебно во земјите на Блискиот Исток. Да не заборавиме, и сета модерна електроника е тука. Head-up дисплејот во боја кој се проектира на ветробранското стакло, радарот на предниот дел, 4 камери за помош при паркирање и така поред. Една од ретките замерки оди на сметка на сопирачките кои би требало да бидат помоќни. Не се лоши воопшто, но со тежината од скоро 2,7 тони треба да се изборат. Исто така, мора да се смета и на тоа дека не може да се избегне вака голем и тежок автомобил да не се навалува во свијаци, колку и ослонувањето да му е перфектно. И за крај, нема преграда со која патничкиот простор се одвојува од возачкиот дел, бидејќи Калинан не е доволно голем за тоа. Според должината, тоа е еден од најмалите модели на Rolls-Royce. Дали ќе биде успешен? Сосема сигурно, иако е еден од најскапите автомобили на планетава. Како велат во Rolls-Royce, според почетниот интерес може да се заклучи дека требало да биде уште полуксузен и поскап. Дали вреди за парите? И тоа е сосема сигурно, под услов да ги имате доволно.